Да видиме. Добро утро. Ја и Марк, џурата брат, да игра туго. Мама горе, да заклучи, да изгаси се. Доле да чека такси, идеме за Тајланд. Ајде, би. Да ги вратиме назад после. Ние сме спремни. Летаме за Тајланд сега, преминеме Истанбул. Авионот е од 9, но мора да бидеш порано на интернационални летови, минимум 3 сати по правило. Мислам дека тоа е многу поготово за нашиот аеродром, бидејќи не е многу голем. Ајде, женска. Може, бачко, давај газ. Се враќаме назад, само што тргнавме бидејќи сум го заборил новчаникот. But you have yours. I have. Не дека немаме, ама пак имаме време. Среќа што проверив. Ми се верно заборив новчаникот. Го стално пред да одиме на пат, отварам да проверам дали се сум земал и сега тик. Нема пари. Еве сме. Извинете. Одиме, бачко. Тешко. Ако знаат овие турки колку ми тежи ранецов, ме вратат назад. Сега иначе братов помага за се. Фала ти, бачка. Марк патува со куќа, куќата нема пасош. Има пасош, даки? А? Нема. Како бе нема? Зашто е плюш тој? Ајде, тикет. Ове дупло. Тоа е мој. Повели. Excited? No. Да? Колку време не сме били у Тајланд? Од 2017. 17, да, значи Па 2016, па 2017 влеговме пак, кога се враќаме од Бурма. 8 години не сме. 8 години се враќаме дома. Конечно, нашиот аеродром направија детско катче каде што може детето нешто да прави. Не е нешто многу иновативно и многу лудо, али ќе ви спаси едно 15-20 минути. А сега да ви кажам тоа што сите ги интересира. Како е за виза за Тајланд? За нас, за мене, односно, ми извадија Jungle Travel, иако не идам со нив на патување сега, пријатели сме и ми помогнаа да извадиме виза. Визата изгледа вака и јас имам виза сега за 2 месеци. Инаку од предизвестен период на овој линк тука поднесувате барање за виза. Секој може да ја добие буквално. Со најдобро да си поднесете барем 20 пред да одите на патување. Ние летаме со Turkish Airways. Карта купивме, како што многу од вас веќе знаат, уште во март или април беше, не ми текнува. Картата ја зававме за 700 евро. Најпоследни седиме. Овие седишта, знаете, не се спуштаат, значи одите на тој клет, сте го јаделе тука, вецињата ви се одма. Го надевам дека нема да трчаат луѓе од тука многу да мочат да какаат. Имаме дисплеј да правиме тоа сакам обично маркинга. Јас сум денеска на книга, го читаме Коста Петров. Нешто јако тално кога доаѓаме во авион, она почнува да чисти се, од маса до рачки, од дисплеј, се што се допира. Она чисти. Дезинфекција, да, тоа е неупаметно да ти кажеш, офаќаат си да неверојатно да го чистат други луѓе. Како се зезнав, мислам ќе видам прв да земам кафе од тука дека доаѓа, дури масничката си ја наместив тука се. Кога? Последно ќе видам. Што само да знаете, кога седите позади, тоа го знам, самите но не ми е прв пат да седам позади. Сум седел и друг пат, ама сум седел да при крај, например на предпоследно. Задниот дел стално да знаете опашката најмногу брда. На турбуленци, на нетурбуленци, светување пред најмногу дрма, така да не се плачете тие што седите позади. Најнормално. Еве ни го доручекот со туркиш, лепче, овие работи што ги има, мармалад, бутер, лаго, јас си јам кафе со газирана. Јас пијам се што Welcome to Istanbul, Mark. Значи што ми каже дека сакаш да живееш во Истанбул, кога ќе пораснеш? Да, ама многу е голем. Многу е голем. Јас сум за Будимпешта поише. Да. Да? Добре. Зашо? Треба пари да направиме за да купиме стан во Будимпешта. Да. Следове пред пола сат и се уште се возиме низ аеродромот во Истанбул. Значи ова е огромно издание. Најголеми што сум бил аеродроми до сега биле Франкфурт и Филаделфија. Филаделфија исто е огромен аеродром. Нема везе како да Истанбул е огромен. Имаме сад 2 часа додека почнеме со бординг за наредниот лет и во меѓувреме ќе идеме до Лего провинцијата да видиме дали го имаат Transformers Лего за дечко Ристо. Хош гелдинис, аби, хош гелдинис. Сад време ќе излеземе од авион. Ајде, екипа моја, идеме 2 сати чекање. Ако конекцијата ви е 90 минути, односно за 90 минути, можете да го барате овој знак Short Connection International. Така да со ова ќе скратиме валјда за куферите да ги оставиме. Ние не може да влеземе таму, бидејќи нашиот лет е за 2,5 часа. Ја мислам дека саат и пол од бординг времето, но не, од полетување. Така да си идеме по нормалниот трансфер. Гледате го ова чудовиште. Па влагаме у дискотека душто. Ова е гужва. Видете го ова чудо. Премни сте за чекање? Еве, Марк многу сака да чека. Сега ќе седиш у редица, бачко. Брзо.
да ви кажам нешто искрено, после оваа гужва овде, пред да дојдете на аеродром, значи напукате со витамини, не знам, тој да правите, а за имунитетот да ви биде на најако јадете многу лошо, зашто вдека браќава од Непал, Пакистан, Бангладеш што на работа, значи во големи групи, болни сите, се е болно, кашлаат, киваат на сите страни, знам дека нема да рокне ова нас сега. Ајде да видиме каде сме. И стигаме на најголемиот трговски центар у светот, само за пазарење. Прво место каде одиме сега, Марк, да видиме? Лего. Да не го имаме, тој голем Bumblebee, голем Optimus Prime, на враќање кој купиме, што сега не можеме 6 дена седиме кај кај макнеме само. Луѓе, колкаво е ова, не може да најдеме уште каде е легото. Таму беше. А, го гледаш? Мислам дека треба ми да има право, мислам дека таму е. Еве го Lego Store, конечно го најдовме. Еј, Марк. Значи го има, се враќаме и го земаме. Да. Двата или еден? Двата. Ова е заслужено, бидејќи парите за Лего што ќе ги искористим се парите од неговиот роден ден што ги собра, така да си добива што сака си купува со нив. Или нешто друго сакаш да купи. Ова не е можно. Повторно сме најпозади, значи буквално гледај. Таму е цел авион. Еве сме ние на опашката. Еве другата врата. Олма вецињава. Сега знаеш што е фората. Има да ние луѓе кога се нареда така тука од линија да сега да мочат, да се спијам тука. Но да, нема везе со тоа. Сега го чекам ручекот да видам, многу сум гледан. Аристократистот, прв, што има за ручек? Има њоки марки со томато сос. И морам да кажам дека туркиш е многу kid friendly. Значи цело време кога си со деца, можеш да идеш прв по ред и те носат јадење прво ако си со дете и многу се добри. Јас имам телешко со ориз, лепче, салата, таратур и благо, а земав прва служат сега домашна лимонада. Буквално цеден лимон тука цедат да имаш, онака свеж. Мама, што имаш ти? Филешко имам, некоја палента, ајран, лепче, таратур, се. Прв пат во Тајланд, братчка. Само што стигнавме, не сме спие нич. Бачко спиеше околу 3 сати, ама не е доволно за неговата енергија. А најкое што е сега моментално се разденува во Банкок, ќе не пукне сонце, ќе не пукне еуфорија, ќе сакаме да го видиме базенот, да се бањеме, така да... Затворам ваквите завесите. Она планира да спиеме. А сега не чека доле такси, кога ќе букирате хотел преку Booking, најмногу од нив имаат free airport pickup. Така да тој ќе чека 45 минути дека не искочиме од авионот. Дека нема да каснеме повеќе, да не избега да плаќаме после Grab. После зимаат сим картички. Више, замири се како Тајланд. Се сликавме, ни земаа отисоци, скенираа се што треба и за да провериме и да додат да седиме тука точно во денот кога треба да напуштаме кога имаме авион. Ни ден покасно. Напред гледај. После нула спиење, заборавив јазикот и јас не ми работи мозокот. После нула спиење. Кај Ова е шеска. Yes. Еве го Драган Патано, that's the guy. Are you our driver? No, but I'm called driver for you. Okay. You are the fixer. One photo. Can I take a video? Чекаме за таксито. Каде идеме, Марко, број? Четврт. Фала Богу! Уф! Убаво време стигнуваме. Софијскиот. Стигнавме во Тајланд, конечно, во време. Мирис на това. Не сме биле 7 години тука. Тука е различно исто. Ама само нешто многу битно да ви покажам. У Македонија воланет е таму, а у Тајланд е таму. Во нашиот хотел театар што се вика. Местовање е многу добро, многу ми се допаѓа. Сега уште да се фокусираме на тоа дека треба да земеме early check-in. Марк? Се допаѓа? Еве ни го луѓе местото. Ова е базенот каде што се бањеме. Тепаник на луѓе, тепаник.
Ој, ме пречекуваат како господа стално. Мириса на Тајланд. Беавме се чекираме во 6 саат за бајлер, со тоа што плати 1000 бахти, тоа му дојде околу 30 евра. Не е многу, не е ни малце, но кога сакаш да спиеш, не прашуваш. Да види како изгледа сега овој дел се ќе снимам. Thank you. Ајде, ништо. We find it. We find, no problem. Слава англискиот, тука секаде да знаде само не разбира за ништо. Кој му се спие? Не, ми се спие. Не. На мене не се спие. Ајде, не спиеш, малку спиеш. Тоа е дремење. Ајде, влеземе одма. Имаме кујна, имаме грицки. Thank you. Тука. Знаете дека многу е тешко да најдеш трособна соба, креветна соба. Тука во кога успе да направиш белја, бе, Марк? Марк веќе направи белја. Не знам што има натре. Искрено ви кажам, цените на телон се отидени многу скапо, ле, туша нема. Ај, се гледаме попосле, идам да спијам. Ај, добар ден. Малце поспавме, тоест ја малце поспав. Овие се шина од спиење. Се шина, како? Ајде. И да има прозор со москитонец, не. Да. Што е ретко во Тајланд. Многу ретко. И овој спремен. Кај идеш ти, бе? Дај бе мочите за срце? Не се црвени више. Еве ни го одма тука базенот. Како многу топло. Да, затвори. А може би подобре дека сме горе, затоа што доле, каде што има балкон, има поше комарци. Еве ние собата, сите спиеме заедно тука. Оваа соба луѓе чини околу 700 евра, што е скапо. Тајланд не бил волку. За недела дена, да. Имаме телевизор, работна маса, гардеробер со бањарки, фенси. Цела кујната ви ја покажав преска, огромен фрижидер. И сега гледам мини барот, имаше ќе ви спорам цени, што е ефтино. За Кока-кола, например, е 40 бахти, тоа е околу $1 некаде му доаѓа. Имаме го вецето, баш е големо, чисто солза беше, искрено да ви кажам. Ева душ кабината, ни даваат пешкири нормално, имавме кафе. И сега овој хотел каде што ќе доручкуваме, ресторанот им е од другата страна, одма на реката. Таму одиме сега да го видиме јадењето. Хотелов е одма до школа. Неугори вие викаат, ако знаеме дека има школа тука немаше да дојдем. Деца, джагор нормално, ќе ги снимам. Ова што го гледате цело е деца. И сега уште најме лифтот кој ми беше. Конечно, најавме лифт. Завориме нагоре. И работите. Еве ни го ресторанот, ќе има ручек за 180 бахти. Најви цвекињата, франгипани. Оваа жена не беше на White Lotus? Таа беше. Да бе, White Lotus од дека тоа им беше сега шемата. Чеки. Не е тука, Само не знам што го рекламираат. Ова ми се свија тука што можам да седнам и да правам фотографии. Таму е палатот, да знаете. Тука shrimp fried rice, јадам fried rice veggie, леве со шримп да го земе, е 250. Тоа му доаѓа, значи ако е 40 бахти $1, $5-6. Не е ни ефтино, ама не е ни скапо многу, сега што ако е добро ресторан. А за местото и за нека 4 Место е луѓе. Како? 4 бахти, €1. 40 бахти, 1 евро, да. Пак ќе кажем, овој ресторан на река малце поскапо е. Докато таму кај што кажеме ние, ќе видите вие, треба да е поевтино. Ако гледате оние бродови, го влечат овој големиот тука. Океј, па тај no spicy или ова е spicy? Само да мирисам. Thank you. Не е лошо, ама не е најдоброто што видим. Никогаш во Азија ресторанската храна не е подобра таа улица што да знаеш. Никогаш. Што вика Маркова, добре? Знамо колку ќе јадете ова? Две пастички се многу тврди како чувингам. Значи ова се што јадевме сега, 2 порции пад тај, пржен ориз со ракчиња, 2 сока, 1 кафе, не чинеше околу 22 евра. Реално тоа е скупичко за храна тука во Тајланд, но наредно нешто ќе биде од улица. А сега одиме на базен. It's cold. I have one of those.
So? Кој пата е подобро, ова или тоа прееска? Тоа прееска. Стварно? Еве го на мама омиленото. Грин папаја салат. Љуто? Зелена папаја. Кажам да има, да нека биде љуто, ама не знам. Том јаме љута? Љута е, да. Со филешко е, ама може и со ракчиња. Има многу убави печурки внатре, коријандер свеж, кокосово млеко, така, чили. Много е љуто. Што правиме за Марк? Одиме на кај Време за спиење. Не. Да, мораме да спиеме. Сега одиме на дорчек. Буквално многу е топло, многу сонце. Имаме fried rice, пилешко печено за доручек, свинско. Лубеница, манго и има тука за кафе. Ова ми таму бара, чекај ја отидам да му кажам на тато. Thank you. Spicy. This is spicy? Yes. Okay. Thank you very much. Enjoy. Искачаме само и Марги гледа овие јагулите како змии. Ќе јадеме јагула? Не, Не. никој. Овие види, како мали hammer shark. Знаеш дека немаат очи тие? Не сум знаела дека некој тип на јајку се blind, Да. со без очи. Во близина на нашиот хотел е овој преубав храм. Еве го тука уште еден храм. А сите овие, да ги видите, како исправи нагоре триаголници, некад се, како ова што изгледа тука, се викаат пагоди, ако не сте знаеле. Сега не знам дали од тука е бродчето, сите чекаат тука. Од тука треба да фатиме брод, за да одиме во палатата. А од тука само треба да поминеме. Многу често имаат поплави тука, и таму ставаат вакви песочни вреки. А овој зид вака го имаат направено пред некоја година. Видете што е нарекава диско и лјадници бродови. Еве го доаѓа нашиот брод како се паркира. Значи ви треба околу 5 бахти, мислам дека е доволно. Еве, поминувате само, му плаќате на братот што се поклонува на монасите. Ајде ти little boy, thank you. Sit down. И само треба поминеме улица. Река. Гледате змија, луѓе, гледате во питонот. Сред река. Чудовиште. Што е со мене со змии, веј? Колкаво змииште беше тоа, срце ми застана, тоа е сигурно питон некој. А? Тоа е зелено беше, зелено и беше телото, и имаше вакви црки на нејзе, жолци црки. Језиво, а? Ама не тоа Тебе ти е страв? толку солко. Тебе ти е страв? Не ми е страх, ќе обожавам. На кој му е страв од змии? На мама? Значи не се плаќало на бродот, се плаќа кога ќе искочите тука. 5 бахти. Пази, уште некоја змија да не видиме сега тука. Ствари се плаќа 4,50. Еве како ви изгледа кабината, ништо посебно, си имате вратичка, 15 центи. Go Mark, go. 8 денара. 8 денара карта? Не. Одиме на кај палата. Ова е новиот крал на Тајланд. Таа вида змија што се видовме е многу отровна. Таа е за малце отровна колку кинг кобра. Само знаете тоа, тие се зелени, тркачки зелено, тркачко жолто, тие се многу отровни. За малце колку кинг кобра. Еве ги првите тук секаде ги има, да ми фалеш овој хаос, да ви кажам, ги ми фалеш. Значи да знаете само, дојдете што порано, подоцна станува многу жешко. Вака што ги гледате во црно, тоа уште ги жалат кралот и кралицата. Ова е стариот крал. И зашто ми е омилен монарх? Е затоа што бил фотограф и навистина има многу добри фотографии направени од него. Што треба? Извадиме капата? Добро, и да купиме карта. Ајде. Капа и ночери да извадиме. Чекај. Also pants. Like this? Maybe I need XL, а? Не можете со шорцеви, мора да купите вакви. Овие се по 200 бахти, е тоа за исто 200 бахти. Значи, старт ви викаат 10 евра си дал само за облека. Кој не знаевме, не читавме на интернет, наша грешка. Но вие да знаете сега. Долги панталони и мајца. Некој не може да влезете. Да ви спасам 10 евра. Мајчка, фенси? Со слончија. Со слончиња. Цел ранец ми го зема. Дрон 1, дрон 2, подпишувам документи дека ми ги вратат. Враќам документи, документот таму го оставиме со дрон. Да, нема вез. И на крај го остив цел ранец таму. Physical card, please. So how many?
Two. Just free. Океј. Плаќате 500 бахти, за дете е бесплатно. На овие мурали дека што ги гледате, може да се види целата историја, целата приказна на Сијамското кралство од времето. И се стварно преубави. Дури помалку наликува на делата на Бројгел. Овие се Demon Guardians, само кралот може да ги оживее и се борат кога не можат никој човек да го викне, тогаш што не ги викаат и победуваат. Во сред палата имате модел огромен направен од Анкор Ват. Анкор Ват е во Сием Реп, Камбоџа. Тајланд смета дека тоа е нивно бидејќи Сијамското кралство што било на времето, што е сега Тајланд, се протекало до таму. Е сега интересно е што Анкор Ват е хинду храм, а се ова друго што гледаме е будистички. Дека треба да ги соблечеме патиките да влеземе. А сандали? Се. Ова ви кажува, не се замараме ако ви ги украдат. Замисли што сме сега боси. За тука да влеземе. Внатре тука не се снима. Ќе ви покажам вака само ако може нешто да видите. Сега одиме на кај палатата. Ова беше дворот кај зелениот Буда. Сега одиме на кај палатата. Еве луѓе големата палата. Според тоа што знам за кралот, не сум сигурен дека е тука. Многу стварно е многу кул, многу убаво изгледа. Тајланд има многу историја и култура. Да направиме една фотка само тука. Идеме надвор сега, у дворот. Според вас, која царска кралска палата е најубава? Дали од Франција, дали од Англија, дали Австрија, Унгарија или ова тука? Само што искочиме од палатата и од надвор имаш жени што продаваат иста облека што имаме ние овие банана панталони што ги земавме и на Едит Маичката за упола цена. А видите ги вие. Штрумпови. Само за црвени капи. Тоа е палатата, а сега доаѓаме омма до неа. Тука е големиот златен Буда што одмара. Легнар, ќе го виделе сигурно. Тука е 300 per person тикет. Овдека е само со кеш да знаете, картичка не ви примаат. Значи убавезно да имате пари, баш кога имаат одма банкомат, ако немаш, можеш да извадиш. Ту. Сите се накидени вака како мафијаш. Thank you. Имаме карти. Мислам кога бевме тука, кога умре кралот, не бевме внатре во палатата. Само тука бев. 100%. Вадиме патики. Хајде, прачко. Жал ми е, но внатре не може да се снима. Цело време си по храмови. Еве како се сушат алишта. Ставаш од позади на климата. Секи им текне. Во Ватфо земаш една врекичка ваква, си ги ставиш патиките и си ги носиш внатре со тебе. Гледате оваа гужба луѓе. Ево го големиот Буда. Ова е огромен. Еве му ги стапалат. Тетовирани. Ама ова како со школки правено. Соблакаме патиките и ова назад. Завршивме за денешна прожатка. Со дете кога сте, не можете цел ден да одите да истражувате, мора да компензирате. Малку одмор, малце шедање, затоа и сме 8 дена во Банкок, а не сме 3. Ако не сте со дете, можете да бидете пократок период. Лево јадење колку е полно овде, ова ресторанот. Се чека ревиз. Шо, беспалено да вади? Еве за јадење. 500 степена. Кај одиме се и што правиме? Ајде мисли што правам. Не знам што правиш. Скијаш. Скијаш, санкаш. Хајкаш. Не знам. На базен. На базен. Ама и сака извадолет. Да не ме Беше слава. уме, многу шетавме, колку сте чекори имаме? 10.000 скоро. За марк тоа значи скоро дупло. Колку со овдека не е ни 1 евро. На Бали беше 2 евра. Ајде одиме на брод. Бродот е тука само да ни кидне. Ау, колку гужва чека. Ова е каде што вечеравме вчера. Пазарот до нас, гледа колку е полно. Еве ти ги истите која што ги носам само за 100.
$2,5, т.е. $2,5 поевтино. А инаку овој маркет овдека да знаете баш за локалци, затоа е се поевтино, има многу голем избор. Не е напишано на англиски и баш има тај храна. Еве, пак стотка. Како заборев, колку ме боли срце кога ќе давам пари за нешто што знам дека е поевтино. Ова е наше место за јадење. Знам дека многу саке мрчите, ама не знаете што е добро. Еве за Марк пилешко со лукче, папаја салата, лута, пилешко кари со ананас и пржени нудли. На здравие екипа, одиме на базен. Добро утро, екипа. Today, another beautiful day во Тајланд. Дадов стана прв, отиде за да пие кафе, после Марк стана и му реков дека тато отиде за доручек. Јас сакам, мама, ти не требаш да станеш, ти слободно одмори си, јас ке идам сам. Значи, толку е близко и стигна сам. Уште се мачиме со Марк околу едењето. Зашто? Не знаеш што сака да јаде. Што јаде сега? Cornflakes. Кај ќе одиме денеска? Замислете што правам. Се качуваш. Да. Ама каде одам? Идеме во еден храм. Да не кажувам. Добро, ќе видите устари каде одиме. Не одиме во храмот, ако ви кажи дека ќе одиме, не одиме бидејќи денеска ни беше таков мрзлив ден. Луѓе, искрено уште не може да се адаптираме. Значи не знам како спиеме. Заспивам у 2 сат, се будам у 6, некако тептен чудно. Хеј, и цел ден го капавме денеска на базен, си уживавме, јадевме индиска храна и сега ќе идеме да прошетаме малце околу, да купиме некое овошје, ќе одмараме бидејќи утре одиме за Аютаја. Сега е време за ручек. Види во кокос ги спремаат тие теткава продава банани, sugar cane. Ова многу го пиевме порано сокче, така? Да, но проблемот е дека дават мраз. Не сум баш сигурна дека овој мраз е окей за нас. Направен како што ви кажав, од обична вода, така да ќе се затруваме 100%. Каде доовме, ништо не пишува тука на англиски, ова е птен за нив само. Ево уште еден вистински ресторант. Рибчиња, еве, и колбасички. Буквално се продава, сега како тему на улица е. Ова со вентилаторче. Марк, среќен си? Да. 2 трансформера, Optimus Prime, еден камион, многу се добри тие. Но Банкок не е само пазар и јадење. Денеска е ден за екскурзија, одиме заедно цела фамилија на еднодневно патување до Аютаја. Аютаја е место со антички храмови. Со Ирид пред 8 или 7 години, не знам кога точно беше, таму престојувавме 2-3 дена, зашто е многу добро со велосипеди да го истражуваш целиот тој регион. Но денеска идеме само со кола на еден ден, бидејќи за Марк нема да биде таму многу интересно неколку дена да поседиме. Wat Yai Chai Mongkok. Yeah, first, okay. This is first, okay. Wat Phra Ram. They are close, they are here, right? 5 kilometers, 4 kilometers, Very close 3 here. kilometers, Not far. not far. Wat Loka Yasutaram. Limit 10 kilometers. Maximum. Good. What to Khao Thang? Is it big? Very big, same. Same but different. Big, Кој ще збориш од тајландски, од унгарски? Да, почне зборам тајландски од унгарски. Купкунка. Еве гужвата дојде. Ова е првата станица во Аютаја, возевме околу сат и пол бидејќи имаше многу гужва. Ова се картите, на ова место се плаќа 20 бахти. Сега стигаме до големиот, тоест средниот легнат Буда. Овие се лотус цвеќиња. Овдека може да купуват вакви цвеќињата за молитва. И тие инсенс текстил за да стават на Буда. И тука палат инсенс и молат. Јас заспав во кола, уште не знам кај. Ој, види големи желки има. Гледајте. Mama, can I touch the small one? Стојат на скалички тенки. Ајде, уште погоре да се качим. Марк, тешко е? И денеска многу во времето многу дува ветер, така да не е многу жешко и некако не е толку влажно заради тие тајфуните што се доле сега. Значи да ви кажам нешто околу ова. Ова кралство на Аютаја било 400 години. Тоа буквално Тајланд се викале Аютаја. Него бидејќи градот каде што е основано било Аютаја, така се вело и кралството. Првиот крал мисля дека се викал нешто Рама. Сите се Рами. Ова кралство било многу просперитетно и тргувале дури со сите, со Јапонија, Кина, Индија, Португалија, Британија. Биле најмокни овдека. 400 години, како што ви кажав, владеле се додека Бурма или Мијанмар не собрале огромна армија
и во 1700 некоја година буквално го имаат изрушено сето тоа, освен оставено некои будистички објекти како што се ступава и други некои такви работи, затоа што имале иста религија. Се друго, палата и така натака било срозено со земја. Че да знаете, Ајутаја било срцето на денешниот Тајланд или нивната култура и историја. Дадо се кара со дечкото тука, затоа што он мисли дека истиот тикет купивме порано во претходниот храм и сега истото купивме пак сега. Знаете дека исти тикети продаваат? Ево дека исти тикети и вика не, the same ticket, значи може да влезе со истиот. Сега да видиме. Еве ти. Ајутаја, the capital, бла бла. Ајутаја historical park. 80 baht. Да бе, исто. Се исто. Абе може само затоа што ова беше како користено и он кога знаеш, when they puncture it, then it's not valid anymore. Не знаеме. Лажго. Нема везе, 80 бах. Бачка не се ни за нив овие пари. Ама ја му ги покажав намерно и ќе ги земав и новиве карти платив и му ги покажам повторно ставите, викам сега окей. Да, сега окей. Викам што лажеш бе? Реваре. Кај секој храм има место за точаци паркирање, така да ако решите дека дојдете во Ајутаја да спиете тука, во сите хотели има опција за изнавување. Тоа изнавување, точаци и можете да многу бава да си поминете, да возете точаци, паркирате кај храмови и прошетате така со точак. Кога беше отворено како беше? Да, го најде професионалец фотограферот. 100 euro, $100. Where are you guys from? Which country? Taiwan. Okay. Bye. Ке се стопам тука. Као мебе. Најважно е да се носи sunscreen, капа, опрема, зашто може тука се види питон, отровни змии. Работи што заштитат од змии, од желки и од комарци треба да се. И од комарци точно. Јаде и вода треба, зашто многу е жешко тука и може многу лесно да си исуши устата, треба да пиеш многу вода. И на жешко најчесто си многу гладен, јаден, треба да јаден. Тука некаде, јас не видов каде, има опција за да... тој збор па, Ај помогни? Изненадување. Не, турент. Изнајмување. Да, за изнајмувате алишта традиционална тајландска и можете да си облекувате во тајландска традиционална ваква и да се сликате со храмовите како тај принцеси. Толи пие Марк, не знам. Некој син отров. Фенси. Изгледа фенси. Фенси изгледа многу. Ти коктел пиеш? Кај да знам што пием? Што пиеш ти бе? Курасо или куракао или како? Курасо. Кој знае како се каже? Кафе. What is this, mister? Ајде да пробаш да видиме што ќе кажеш. Уоу! Да видиме. Многу баба. Баба. Hey, what is that swimming over there? Like an ocean. Is it? No, Што плива таму? Оте монитор? Денеска сме во Ват Арун. Ова е еден од најубавите храмови во Бангкок, а може би да ви кажам и цел Тајланд. Сега, тука не сум бил од 2013. Тука кога бевме, може да се качувам по овие скали, беа сојажени, да се качам скроз до горе. Сега е тоа забрането, бидејќи има премногу гужва нормално. И тогаш кога бев јас немаше тез наоколу храмот, каде што луѓе, сите држави туристи, односно се облакаат во традиционални тајландски носи, за да се фотографираат и снимаат
во храмот. Не знам зашто е целиот овој хајп баш за овој храм да се случува тоа, но окей, нивен избор. И сега толку е тука гужва, но проблемот е што таа гужва не мрда. Тука гужва стои во место и се фотографира и ти не можеш да побинеш зашто цело време му влагаш на некого снимка. Ве советува да дојдете при крај на денот или на отварање кога не доаѓаат големите тури со автобуси. Банкок не е само храмови палати. Банкок е храна. Тајланд е храна. Ова е кинескиот кварт на Банкок. Населен од имигранти од Кина во 18-тиот век, сега е совршен спој на разни националности од цела Индокина. Ова е маркет за храна. Кинескиот кварт на Банкок. Познато по култура и не секојдневна улична храна. Секоја вечер градот се собира овде. Цените овде се поевтини од било каде во Банкок. Ако пата е 150, овдека е 60. Овде може да се најдат поекзотични работи, како печени црви, скорпии и разни инсекти. Пишете во коментар дали би пробале вакви работи. Денеска бевме на Каусан Род, тоа е најпозната улица во другата страна на реката. И многу сум срекна дека не сега смештајот не е таму. Ова страна многу поубава, помирна. Утре идеме во Пукет, са бајле ке пакуваме и се гледаме од Пукет.